На барање на Македонското министерство за надворешни денеска била остварена средба со представник на амбасадата на Албанија во земјава, велат од МНР. Во духот на пријателските односи меѓу двете земји, соседи и НАТО сојузници. На средбата беше побарана официјална информација од албанските власти во врска со настанот што се случи на граничниот премин Јапасан, при што на државјани на нашата земја не им бил дозволен влез во Република Албанија, велат од МНР. Рокот истекува. Ќе има ли консензус меѓу власта и опозицијата за измените на изборниот законник? Премиерот Мицкоски вели дека е подготвен да ги прифати сите опозицијски предлози, доколку меѓу нив е и гласањето на диаспората. СДСМ и денеска тврди дека не се против гласање на иселениците, но за нив е спорен моделот кој што се предлага и кој за опозицијската партија отвора простор за изборни нерегуларности. Од левица најавуваат дека од понеделник официјално ќе ги поканат опозицијските партии на средба за изборниот законник, со цел, како што велат, да се излезе со заеднички предлог за една изборна единица. Измените на изборниот законник се засега единствената неисполнета од 10 реформи од јунскиот рок, кој што истекува на 15 јули, а од нејзината реализација зависат околу 4 милиони евра кои Македонија би ги добила од Европската унија. Седнете, договорете се во опозицијата. Што сакате? Како сакате? Дајте предлог во кој што ќе е вклучено гласањето на диаспората и ние бланко го поддржуваме. Само да биде содржано гласањето на диаспората. Една изборна. Повеќе пари, еве ние ќе намалиме од кај нас, иако сме најголема политичка партија, нека биде за нив. Драматичен почеток на судењето на серискиот убиец од Старо Нагоричане. 25-годишниот Бојковски во судот манифестираше чудно однесување. Од гледање во таван и смеење до негирање вина, спротивно договорот со неговата одбрана. Обвинителот тврди дека некрофилијата била доминантниот мотив за убиството на 4 немоќни жени и 2 обида за убиство. Сања Трајковска-Ставров. Со крената глава и поглед вперен кон светлото на таванот, обвинетиот овчар од Старо Нагоричане, 25-годишниот Трајко Бојковски, не призна вина за 4 убиства и 2 обида за убиства кои му се ставаат на товар. Во тесната судница, во која на моменти беше морничаво, на почетокот обвинетиот не го потврди ниту сопствениот идентитет, а по паузата прозбора и кажа дека е вработен овчар. Откако се изјасни за невин, бранителот, ангажиран од неговото семејство, не сакаше повеќе да го застапува. Во меѓувреме, обвинителот Љубомир Лапе ги наведе доказите, фотографии, ДНК анализи, извештаи од ексхумација и психијатриско вештачење, кое сега не беше детално образложено, но според кое Трајко Бојковски, како што вели обвинителството, знаел што прави кога напаѓал жени што живееле сами, за да задоволува ниски страсти. Некрофилија е првичниот порив за убиства, тврди обвинителството. Во судска постапка, обвинителот ќе докажува дека 25-годишниот овчар од Старо Нагоричане им пресудил на 4 воглавно стари и изнемуштени жени, а 2 се обидел, ама не успеал да ги убие. Обвинителот Лапе тврди дека има неспорни докази, а на обвинетиот ќе му се овозможи бранител по службена должност, бидејќи првичниот одби да го застапува откако тој не призна вина. Се предложени двете оштетени кои што ги преживеале нападите и кои што во детали опишуваат како бил извршен нападот. И тоа сето во содејство со вештите наводи и мислење од обдукциите за видовите на повреди кореспондираат, се работи за исти или слични телесни повреди. Обвинетиот не го прифати мојот совет да признае вина на првото рочиште и сметав дека повеќе моите услуги правни нема да му се откори. Правните застапници на жртвите и преживеаните очекуваат доживотен затвор за обвинетиот. Сите бевме во шок и изненадување кога истиот не призна вина. Постапката е во фаза на доказна постапка, па тука натаму ќе видиме што ќе следува и како ќе се одвива постапката. Суров начин извршување на овие кривични дела, така да очекувам судот да му определи максимална казна на обвинетиот. Очигледно е дека имало пропусти во самиот систем, така што да било
спречено првото убиство, можеби би биле спречени останатите убиства. На следното ручиште, закажано за 31 август, ќе бидат сослушани и испитани преживеаните жени, а според обвинителството, доказите и сведоците во целина и без сомнеш ќе докажат дека обвинетиот Трајко ги задоволувал своите полови страсти кон мртви тела и тоа било основен мотив за убиства. Таргетирал стари жени, влегувал во нивните домови додека спиеле, ги удирал и ги давел, а откако ќе ги усмртел, вршел полови дејствија. Пред 2 недели Канал 5 во прилог ја извести македонската јавност дека јавниот сервис на Бугарија БНТ повеќе од 12 дена не сака да објави наш демант за нивните манипулации и клевети. За волја на вистината по речиси 4 недели БНТ го објави нашиот демант на нивната програма, но истовремено пратија и барање за демант на ставовите на Иван Мирчевски во нашиот прилог, во кој што се вели: во материјалот емитуван на БНТ нема навредливи квалификации. Додаваат дека испратиле 2 писма до Мирчевски, во кои како што наведуваат го информирале за законските барања за правото на одговор, кој очигледно ги игнорирал. А велат и дека БНТ со 2 писма го поканиле Мирчевски да посочи кои тврдења ги демантира за да му биде одговорено, како и дека самиот не ја испочитувал законската процедура, туку барал право на одговор на непостоечки тврдења, велат од БНТ. Патем во процесот против Каров, Иван Мирчевски се појавува како сведок. Во нашата репортажа нема тврдење дека судската постапка против Драги Каров ја води Канал 5. Напротив, објавивме дека ја води обвинителството на Република Македонија, но по пријава поврзана со телевизијата Канал 5. Освен тоа, во репортажата Каров тврди дека самиот Мирчевски во име на Канал 5 користел зборови како бугаристанци, татрастанци и вулгаристанци, зашто има скриншот од неговиот личен профил. БНТ не го нападна Канал 5, туку ја раскажа фактографијата за случаите Драги Каров и Коридор 8, наведуваат од БНТ. Канал 5 телевизија ја известува јавноста дека жали што бугарската БНТ не го разбира демократскиот принцип на институтот право на одговор. Сепак, Канал 5 телевизија е вистински светилник на демократијата и цивилизацијските вредности на денешнината и иако не се согласува со овој демант на колеги од БНТ, сепак го објавуваме на нашиот медиум. Тоа беше последната содржина во вечерниот преглед. Пријатно!